Хроника за Тошо Малерот, Цацко и Милепаника, Алманах на времето и актерите. Објавен е документарниот филм за јадрото на настаните, процесите, личностите, социјалните и општествени состојби во 3 децении самостојна Македонија. Режисерот на К15 филмот Илија Ико Каров гостин во тренинг. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Каров, дали ти е хендикеп или предност што Бубо е ваш татко и колку тој имаше увид во она што го работевте за сцената? Хендикепирана предност. Во еден одговор. Не, се шегувам. Дефинитивно јас го сметам тоа за предност. Мислам, кога бев помлад, можеби го осеќав како хендикеп, како што го најавивте, но дефинитивно од оваа временска инстанца, сега скоро раситнувајќи ја мојата 40-та година, дефинитивно предност и гордост во животот. Не само Бубо, туку ниту Бранко, ниту Васко, па ниту продуцентите, ниту Жаре, ниту Владимир, никој не се замеша во целиот процес, ниту во сценариото, ниту во продукцијата. Целосна слобода има? Апсолутно. Тоа можеби беше и најтешкиот дел. Речи си за краток период, за 1 година го изработевте, го подготвивте документарецот? Месец и половина интензивна продукција, 1 месец предпродукција и околу 12 месеци активна постпродукција. Како успеавте да го обезбедите сиот оној архив, целата архива на К15? Имаше ли достапност до сите материјали? Постои еден човек што се вика Пајо, сакам да го поздравам во овој момент. Пајо порано работеше во К15, сега работи во 1 на 1. Пајо, верувале или не, целата архива ја знае наизуст. Само што интересното е за Пајо што целата архива на К15 он ја дигитализираше, ако не се лажам, не се лажам. Он ја дигитализираше, апсолутно ја знае напамет со тоа што он ја има крстено така како што он ги доживува скечовите. Дали Бубо, Бранко и Васко знаеа со што се занимаваш во тој момент, со што се поседуваш од архивата на К15? Воопшто не беа во тек што се снима. До половина филм ги снимав одвоено и ги интервјуирав на повеќе наврати. На средината на филмот некаде ги спојувам и тоа беше многу интересно. Васе ми вика, добро, баце сега што треба ја да правам? Ништо, му викам, кога ќе ти се јавам, излези пред зграда. Исто беше и за Бранко. Бранко дури не беше стрплив да остане, да не пречека пред зграда, па малку подолу од зградата кај што живее го собравме, а не беше поразлично и за Бубо. Добро, вика, сега што ќе правам? Викам, опуштено. Излези, само и ќе се договориме. Вака, фундаменталната инфраструктура на филмот е несомнено документарна. Значи, таа ги интегрира ретроспективно се оно што значи, нели, К15 и како шоу и како продукција, има еден дел за телевизијата, па и за нешто за нивните оние спорадични бизниси со кои што се обидоа. Но има еден дел од филмот кој што несомнено е догма. Значи, неортодоксен пристап, во смисла не знаат што се снима и не знаеа ни што ги очекува кога ги собравме едноставно со комбето. Позадието е една многу интересна сцена, позади седиштето сме клекнати ја и Жога, директорот на фотографија, Никола Грнчаров, првата камера на филмот е од Карши и држи 2 плана, еден Карши друг, и ги носиме, нели, во мната да ги соочиме со она што денеска е останато само од К15 продукцијата. Знаете, со овој филм сакав и една друга, да ги соочам со еден друг момент. Нашите тројца протагонисти од филмот со Бубо, Васко и Бранко, К15 никогаш не било цигли, К15 никогаш не било објекти. К15 се Бубо, Васко и Бранко, и се додека они тројца се живи и здрави и волни да продолжат да го работат, К15 постои. Хумористични скечеви кои со години се уште се раскажуваат, се актуелни. К15 дефинитивно креација на Бубо, на Васко и на Бранко. Имале подсетници и белешки за тоа како
би сакале да течат скечевите, но мислам дека и диалозите нивни се толку совршено точни во смисла се многу органски и лесни за примање Спонтани. и гледање, да, од проста причина што беа креирани на лице место. Они тројцата толку спонтано можеа да се надополнуваат во моментот во која ќе влезеа во улогите, да тоа е едно школа што веројатно на секој што се бави со филм или телевизија би му посакал да може да го види и да го посведочи. Како и од кога К15 стана хроника на македонските крстопати? Па ја мислам дека уште од првиот момент, затоа што К15 во суштина, колку што е хумористично шоу, толку е и сатирично шоу. Васко како вика во филмот, да го цитирам, вика кај нас нема пардон. А во смисла на она што ме прашавте, како они успеа да бидат хроничари на едно време и да бидат се уште актуелни, тоа е за жал заради тоа што мислам дека и работите не се многу сменети кај нас. Ако вие гледате скечеви нивни кои што ги третираат проблемите за влезот на Европската Унија или за подобрувањето на стандардите или за малцинствата во Македонија, тоа се уште некои проблеми кои што со ист интензитет постојат и денеска во нашето општество. Зошто не се мрднуваме од мртва точка? Јас не се бавам со политика. Тоа ќе треба да ги прашате тие што се обиделе да ги сменат тие нешта. Моje лично мислење, Жога, директорот на фотографија, вика, него ќе го цитирам сега, слушај, доека не дојдат да не соберат од дома и не пикнат на власт, ние што не ќеме да се бавиме со политика, да пробаме, вика, можеби така ќе се смени нешто. Васко по враќањето од Австралија беше пропаднат, дури пред 2 години најде работа. Како ангажманот на Бубо Каров, политичкиот ангажман, влијаеше генерално на креативноста на тројката, имајќи во предвид дека во тој период се случуваше и она постојано на поделба на граѓаните, те на патриоти, те на предавници и така натаму. Мислам дека таа поделба кај нас е се уште актуелна. Во контекст на претходното прашање што ме прашавте, нели, зошто се некои работи се уште актуелни и не мрдаме од тоа некое ниво, мислам дека волку малку народ колку што има кај нас е фасцинантно на колку поделби ужива. Ме разбирате, сакате национално, сакате политички, сакате историски, и просто неверојатно. Во контекст на тоа Васко дека бил пропаднат, не можам да се согласам дека е тоа точен термин, Васко беше изморен. Изморен од нашето општество и затоа крена котва од тука и отплови на некое време преку океански и после тоа се врати едноставно, му беше доста и од таму. Васко е многу спонтан човек. Он секогаш и себе си и животот негов го опишува као рок-н-рол. Ме сваѓате, и во тој контекст таа негова спонтанност и му дозволува такви екскурзии. Тоа е неговата, нели, уметничка страна. Во однос на политичката кариера на Љупчо Бубокаров, сега ако го прашате, јас во филмот го прашувам дали повторно би влегол во политика, дециден и јасно вика не, ни подразно. Ако него го прашате, он ќе ви каже дека за неговата политичка екскурзија, јас би ја нарекол, вие ја нарекувате кариера, затоа што и Бубо е исто рокер по убедување и он има многу животни екскурзии во животот. Он ќе ви каже недвосмислено дека за тоа, пошто и така е, најмногу бевме виновни јас, брат ми и мајка ми. Он доби безрезервна поддршка од нас, откако ја доби понудата за да влезе во политика. Едноставно му рековме, слушај, ти си човек кој што од секогаш јавно ги споделувал своите лични убедувања и ставови. Зошто не се обидеш сега веќе кога не постои К15 и не се нафаќаш да бидеш во еден таков контекст ангажиран, зборувам за тој период, ајде да пробај да видиме како ќе функционираш во политичките води. Иако мене лично, ако ме прашате, тоа беше некој спорадичен политички ангажман, затоа што не беше некој директен политички ангажман, Бубо и немаше некоја функција со која што можеше да влија или да направи нешто во државата. Во филмот зборува за тоа дека
неговата па призма на политичкиот контекст или екскурзија, како што ја нарекувам, е тоа што во тој период сакал искрено да и помогне на државата затоа што и бил ветен брз влез во Европската унија. А тоа и сите знаеме дека е нешто многу битно за нашата држава. Каров има еден емотивен дел во текот на филмот, тоа е при крајот околу тоа како да им се соопшти на своите соработници, вработени дека толку од К-15. Тука велите дека К-15 е се уште жив. Ако е така, дали денешните политичари се спремни да прифатат скечеви, критики на нивна сметка, шеги на нивна сметка? Мислам дека не. Зошто? Толку се само бендисани? Толку се убедени дека она што го прават е правилно? За тоа ќе треба да ги прашате нив. Инаку симптоматично е тоа што политичарите од средината на 90-тите години многу повеќе го сакаа К-15 и многу симпатично ги доживуваа шегите на нивната сметка, а од денешна гледна точка мислам дека сите овие естетики Зошто К-15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. Па не би можел да речам ги соголивме. Политичарите генерално мислам дека сами се соголуваат со сите нивни, нели, одлуки, дела и слично. К-15 беше само огледало кој што одразот на тие нешта му ги представуваше на народот на сатиричен и малку да кажам поизџвакан начин. И тоа беше делот што мислам дека дефинитивно не им се допаѓаше. Има ли простор за смеа денес? Да. За хумор? Да. За и сатира? за сатира, да, дефинитивно. Знаете како? Тогаш беше покомплицирано. Телевизијата беше примарниот медиум. Таа беше тогаш медиумот number one. Сега со интернетот е многу покомплицирано. Значи, самиот интернет едноставно не можеш да го цензурираш. Но од друга страна па младината денес и не е толку засегната со политиката, како што да речеме генерации кои што бевме јас и вие, нели, 80-ти и од средината на 80-ти и 90-ти години. Пак мислам дека за тоа беше виновна телевизијата. Благодарам што издвоивте време за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Илија Ико Каров, режисер и сценарист на документарниот филм К-15.